Од утре почнува грејната сезона 2025-2026 за потрошувачите приклучени на системот за централно грејење во градот Скопје, со кој управува АДСМ. Грејната сезона официјално започнува на 15 октомври, но согласно регулативата може да почне и порано, односно од 1 октомври, доколку прогнозата за средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 степени. Според податоците од управата за хидрометеоролошки работи, за 2 октомври е прогнозирана средна надворешна температура од 10 степени, со што се исполнети условите за производство, испорака и снабдување со топлинска енергија, согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, соопштија денеска од АДСМ. Оттаму посочуваат дека се до 15 октомври на веб страницата на ИСМ снабдување секојдневно ќе се објавува информација дали се исполнети условите за испорака на топлинска енергија за наредниот ден. Од АДСМ велат дека сите потрошувачи можат да проверат дали нивниот објект е на списокот на затворени објекти без услови за испорака на топлина, кој е достапен на линкот Затворени објекти ИСМ снабдување. Недостигот на паркинг места во општина Карпош одамна не е само технички проблем, туку секојдневен извор на нервоза, губење време и нарушен јавен ред, вели кандидатот за градоначалник за општина Карпош од редовите на ВМРО-ДПМН Сотир Лукровски. Сцените се повторуваат секоја вечер, возачи кои кружат во малата по 15 минути барајќи место, автомобили поставени на тротоари и пешаци кои се принудени да чекорат по коловозите, изложени на опасност. Карпош, кој треба да биде пример за уреден и современ урбан кварт, денес функционира како импровизирано паркиралиште, истакнува Лукровски. Тој вели дека ќе започна со изградба на монтажни катни гаражи опремени со соларни панели, со вкупен капацитет од 600 нови паркинг места. Овие гаражи, според него, нема да бидат уште еден бетонско блок решение, туку модерни функционални конструкции кои ќе произведуваат чиста енергија, а истовремено ќе ослободуваат вреден јавен простор, што денес е окупиран од хаотичното паркирање. Ќе бидат распоредени рамномерно низ општината, така што ни еден дел од Карпош нема да биде запоставен, додава кандидатот за градоначалник. Актуелниот градоначалник на општина Центар Горан Герасимовски информира дека од наредната година, септември 2026, ќе обезбедат бесплатен оброк за сите ученици во целодневна настава, со што родителите се ослободуваат од финансиски трошоци за храната на своите деца во училиштата. Покрај тоа, на сите ученици од 5 до 9 оделение им следува бесплатна неколкудневна екскурзија низ Македонија, најави кандидатот за градоначалник на Центар и воедно актуелен градоначалник на општината пред основното општинско училиште Колен Неделковски. Герасимовски најави дека од следната година се започнува со бесплатни дополнителни часови за сите ученици заедно со пензионираните наставници и професори во општината. Вложувањето во развојот на учениците е нашиот фокус, токму затоа за 50% се зголемуваат стипендиите за талентирани ученици. Центар општината која најмногу вложува во образованието, потенцира Герасимовски. Бела ноќ 2025 предстојната сабота во Скопје. Градот повторно ќе заблеска во светлина, уметност и музика, велат организаторите. Имено на 4 октомври со почеток од 20 часот, Културно-информативниот центар Скопје ги поканува сите да бидат дел од најмагичната ноќ во годината – Бела ноќ. Очекувајте уникатни светлосни инсталации, уметнички перформанси и акустична музика во срцето на градот, велат од КИД Скопје. Покрај централниот настан во центарот на градот, во оваа ноќ се вклучени сите културни установи, вклучувајќи го и Културно-информативниот центар Скопје. На програмата ќе се најдат изложба на слики и цртежи со наслов Жена инспирација, изложба на цртежи и слики Везилка, мултимедијална изложба Инхерентно, инертни и друга. Две непознати лица со употреба на сила отворале паркомати во неколку локации низ главниот град и одзеле пари. Ова во полицијата било пријавено од страна на јавното предпријатие Градски паркинг. Како што информираат од полицијата, денеска по полноќ во периодот од 4 до 5:50 часот биле насилно отворени паркомати во катната гаража Разловечково стание во комплексот клиники Мајка Тереза на булеварот Кочорацин, како и во градскиот трговски центар и биле одземени пари. Од полицијата велат дека се превземаат мерки за целосно расчистување на случаите и пронаоѓање на сторителите.
bliže, što mi rasute sni. Večno ke ja sam